понеделничко издание на вестите на Канал 8. Добар ден. По Скопје кочани со најголем број случаи на ХИВ годинава. Сите лични податоци за инфицираните се чуваат во најстрога тајност. На Светскиот ден за борба против ХИВ и СИДА од Центарот за јавно здравје уште еднаш укажаа на важноста од превенција. Во текот на 2014 во Македонија се регистрирани 23 нови ХИВ позитивни лица и 16 заболени од СИДА, или вкупно 39 нови регистрирани случаи на болни, од кои едно е 10-годишно дете, се наведува во најновиот извештај факти за ХИВ-СИДА во Република Македонија за 2014 година, објавен на интернет страницата на Институтот за јавно здравство. Од вкупно 39 регистрирани случаи во текот на оваа година, 20 случаи се забележени во главниот град Скопје. По него следува Кочани со 4 регистрирани случаи. 3 се во Штип, по 2 лица се заболени во Свети Николе, Кавадарци и во Прилеп, а по еден заболен е регистриран во Тетово и Струмица како еден странски државјанин. На Светскиот ден за борба против ХИВ и СИДА од Центарот за јавно здравје уште еднаш укажаа на важноста од превенција. Кога зборуваме за заштита, мора да кажеме мерки за превенција. Секогаш класично средство за превенција останува кондомот. Значи, апелираме како здравствени работници, апелираме дека кондомот е средство кое што треба да го потребуваат секоја сексуално активна популација. Значи, тоа спречува од зараза против СИДА и не само против СИДА, туку и другите сексуално преносливи заболувања. Во Центарот за јавно здравје во Кочани секојдневно работи бесплатно советувалиште за ХИВ и СИДА. Таму може да се направи тест или да се добие совет. Тестирањето и разговорите се одвиваат во целосна дискреција, а резултатите што потоа се потврдуваат во Скопје се целосно анонимни. Во Кочани и Македонија лицата заразени од ХИВ и заболените од СИДА се уште се стигматизирани од средината. Јас лично како епидемиолог сметам дека СИДАта е заболување како и сите други заболувања. Сега се работи за една болест која што има многу повеќе хроничен тек за разлика да речеме од еден грип. Меѓутоа има лекови, се лекуваат тие луѓе, односно се одражуваат, се постигнува една успешна трансмисија и ние би требало да се гледа на нив како на луѓе кои што се надвор од нашето општество. Според податоците на Институтот за јавно здравје, во текот на годинава се регистрирани 3 смртни исходи од СИДА. Состојбата со ХИВ и СИДА во Македонија е добиена врз база на епидемиолошките податоци за периодот од 1987 година, кога е регистриран првиот случај, па заклучно со 28 ноември 2014 година. Извештајот покажува дека за споменатиот период вкупно се регистрирани 236 лица кои живеат со ХИВ и СИДА. Со лични изработки, делење флаери за заштита и превенција од ХИВ вирусот и учениците од Основното училиште Малина Попиванова го одбележаа Светскиот ден за борба против СИДАта. Учениците од 7 оделение од Основното училиште Малина Попиванова организираа работилница по повод одбележување на Светскиот ден за борба против СИДАта 1 декември. Делеа флаери и изработија зиден весник кој носи едукативна порака. По повод Светскиот ден за борба против СИДАта, нашите ученици од 7-те оделенија направија своји лични изработки, флаери, како да се заштитиме и кои се превентивните мерки. Тие флаери беа поделени на пошироката јавност пред училиштето и малку подалеку од него. Истите флаери содржија едукативни содржини и беа од едукативен карактер. Учениците и наставниците подготвуваат и друга активност која ќе се случи на 29 декември и е во соработка со родителите. Станува збор за организирање пазар на можности и новогодишна представа. Собраните средства од продажбата на картите ќе бидат наменети за ново озвучување во училиштето и поправка на инсталацијата. Ограбен бутик во центарот на Виница. Крадецот заминал со вредна стока, а полицијата презема мерки за негово пронаоѓање. Тешка кражба се случи викендот во Виница. Крадец провалил во бутик лоциран на местото викано Бојаджиски бунар во централното градско подрачје и од него однел вредна стока. Според СВР Штип, настанот се случил во раните утренски часови во неделата. Непознато лице внимателно го надгледувало местото и кога забележал дека во близина нема никого, со тврд предмет ја разбил вратата од бутикот, насилно влегол и по извршеното пребарување од рафтовите украл облека што била изложена за продавање.
Потоа, заедно со пленот, успел да се искраде и незабележливо да го напушти местото на настанот. За сега е непозната вредноста на предизвиканата материјална штета која се утврдува дополнително. Против непознат сторител веќе е поднесена кривична пријава за тешка кражба. Полицијата презема мерки за негово пронаоѓање. Источниот регион ќе го презентира Старечкиот дом во Кучани како топ проект пред донаторите во Скопје. На седница во Штип, Советот ги дефинираше и приоритетните цели за работа во 2015. Пред потенцијалните инвеститори во Александар Палас, Источниот регион ќе го презентира проектот за изградба на регионалниот Старечки дом во Кочани. Објектот ќе се простира на 14.500 квадратни метри со корисна површина од 7.500 квадрати и 150 легла. Ке чини 3,3 милиони евра. Проектот е капитален за истокот затоа што регионот не располага со таков капацитет. Освен парите на европската делегација, евентуални финансиски извори за изградбата на Старечкиот дом се и европските фондови, државниот буџет и касата на Министерството за труд и социјала, кофинансирање од страна на Сдруженијето на пензионери, како и средствата од локалниот буџет на општина Кочани. Во текот на утрешниот ден е организирана една конференција, односно презентација, која што ќе биде во хотелот Александар Палас во Скопје од страна на донаторите кои што беа донирале средства за изработка на техничката документација. Значи на тој промотивен настан ќе бидат промовирани проектите кои што се изработени од страна на сите 8 центри за развој на планските региони. Ќе присуствуваат и потенцијалните донатори, односно инвеститори, кои што ќе бидат заинтересирани за да можат да се обезбедат средства за изградба на овој репрезентативен капитален објект за Источниот плански регион. На седницата во Штип, градоначалниците од регионот ги дефинираа приоритетите за 2015-та. Најкрупните проекти се однесуваат и на Кочани. Како приоритетни проекти кои што ќе бидат предложени од моја страна ќе бидат изградба на техничка документација за изградба на колекторски систем со пречистителни станици за спортско-рекреативниот центар Пониква, бидејќи тоа е проект од кој што во значителна мера зависи развојот на туризмот во делот на Осоговието. И како втор приоритет би требало да бидат опфатени со еден проект сите 11 општини, каде што ќе бидат направени пред се мисли на пристапни техничка документација за пристапни патишта до сите археолошки и туристички локалитети на територија на секоја од 11 општини. Во 2015-та приоритети за Центарот за развој на Источниот плански регион ќе бидат проектите што вистински имаат регионално значење. Доминираат проектите од областа на туризмот и заштитата на животната средина и културното наследство. –29 ноември, денот на некогашната Југословенска социјалистичка република во Кочани се славеше и оваа година. Сдруженијето Јосип Броз Тито со музика и сеќавања на времињата од заедничката држава го одбележаа датумот кога таа беше создадена. И овој 29 ноември беше празнично и славенички за членовите на Сдруженијето Јосип Броз Тито од Кочани, со истакнување на грбот и знамињата и интонирање на химната на поранешна СФРЈ. Тие ја одбележаа 71-та годишнина од одржувањето на историското второ заседание на АВНОј и формирањето на Титова Југославија. Велат дека споменот на времињата кога живееле подобро од денес е доволен мотив за заедничка прослава, на која им дојдоа и 50 подржувачи. Организира прослава со возилата низ градот со знамења од Титова Југославија и со слики на Тито. Тоа и оваа година го направивме, при тоа имаме и гости кои што дојдоа од Скопје да ни се придружат у прославата и да не поздрават и нас и вас. Кочанските титовисти годинава им беа домакини на нивните колеги од Скопското здружение Титови следбеници, при што за досегашната соработка добија благодарници и медали. Ако не беше 29 ноември, нема ден денес ќе се викаше Македонија Вардарска бановина. АВНОј го даде името Македонија и затоа ние сакаме да бидеме благодарни. Овој грб што го носиме и го обележуваме секоја година. Додека дефилето од возила со знамиња се движеше по улиците на Кочани,
Кај граѓаните имаше мало изненадување, поради тоа што постарите подзаборавиле, а помладите воопшто ни не знаат за значењето што некогаш го имаше најголемиот државен празник. Љубовна сиромаштија е новата стихозбирка на авторката Ника Илиевска-Ѓоргиева, што беше промовирана во Центарот за култура Бели Мугри. Станува збор за трето поетско дело на Илиевска-Ѓоргиева, за кое рецензентот, митрополитот Методи Златанов, ќе рече дека тоа не се песни, туку раскази кои се прекрашуваат во стихови. Промоцијата беше надополнета со настап на драмското студио од Кучани и етносоставот од Штип. Промотор на стихозбирката Љубовна сиромаштија беше професорката по македонски јазик Љубинка Донева, која истакна од колкава важност е книгата на Илиевска-Ѓоргиева и порачува секој да ја прочита и да ја има во својата домашна библиотека. Освен Донева, стихови и извадоци од книгата читаше и Кристина Атанасова Арсова, а промоцијата дополнителен впечатлив изглед доби и од учеството на актери од драмското студио што работи при Центарот за култура Бели Мугри, кои многу оригинално и на интересен начин ја смислија и изведоа промоцијата и ги приближија стиховите до публиката. Убаво надополнување целата промоција доби и од изведбата на неколку композиции на етносоставот од Штип, предводен од професорот Илија Ќосевски. Пред присутните зборуваше и авторката Ника Илиевска-Ѓоргиева, која рече дека со песните од Љубовна сиромаштија сака да пренесе пораки за сваќањето на животот. Недостатокот од недоволно познавање на духовноста која се чувствува во секојдневното живење е главната инспирација на авторката да ја напише книгата. Главна инспирација е љубовта или поточно човештвото обезљубено. Значи, љубовта во генерална смисла на зборот, значи зборувам јас за она возвишена љубов кон Бога, но зборувам и за љубов кон ближниот, љубов кон природата, љубов кон се она што Бог ни го дарува. И затоа во секоја песна може да се забележи дека се споменува директно или индиректно Господ, вербата во него. Значи, оваа книга ја пишувам со цел да јас како личност се наоѓам некаде измеѓу модерното живење и духовното и цело време сум во една постојана борба да ги спојам тие две работи и токму тоа отежнење, тој напор е ставен и меѓу страниците на Љубовна сиромаштија. Дел од песните во Љубовна сиромаштија се посветени на драги пријатели на авторката. Настаните се реални, искрени, а песните се полни со динамика, живост и разиграност. А Ника Илиевска-Ѓоргиева досега има објавено 2 поетски збирки: Време во рамка во 1997 година и Гледачи на земја во 2001, а освен поезија го негува и краткиот расказ и сатирата. По повеќе од 2 недели, општина Кучани повторно постави рампа на Пониква со цел да го заштити асфалтот од уништување. Сега со неа е забранет пристапот само на тешките товарни возила. Локалниот пат што води кон манастирот Свети Васили Велики на Пониква повторно не е прооден за сите видови возила. Рампата што претходно ја постави локалната власт во Кучани беше искршена. Одлука за ваквиот потек тогаш донесоа собствениците на викенд куќи во тој дел од планинскиот центар, со образложение дека воопшто не биле консултирани за нејзиното поставување. Следуваат спортските информации. Голем подвиг за кочанскиот спорт. Каратистите Мехмет, Стојменов и Јакимов ќе ја представуваат Македонија на Балканското и Европското првенство. Адил Мехмет со 4 победи ја потврди шампионската титула и патува на Балканското првенство. Кочанскиот каратист викендов повторно беше супериорен на плейоф надпреварот што во саботата се одржа во Скопје. Мехмет со резултат од 5:0 го совлада второпласираниот Димитар Василев од карате клубот Ботони од Скопје. Победа извојува и против третопласираниот Стефан Костич од карате клубот Металург со резултат 2:1, како и против четвртопласираниот Александар Јанич од Олимпик со убедливи 6:0. Сега му преостанува врвната форма да ја потврди на Балканското првенство, што ќе се одржи на 14 и 15 декември во Софија, како и на Европското првенство во Цирих.
Каратистите на Металург од Скопје пак, чиј член е Адил Мехмет, ја потврдија доминацијата во сите категории, како и борби во екипна конкуренција. И каратистите на Партизан Мартин Стоименов, актуелен спортист на Кочани, и Димитар Јакимов на изборното правенство во Скопје се изборија за репрезентативен статус на Европското правенство во Швајцарија. Стоименов во конкуренција на постари јуниори до 60 килограми го освои првото место. Во борбата против Албион Идризи од Шкендија, која беше само формална за кочанскиот каратист, Стоименов повел со 2:0, но во самиот финиш на борбата незгодно паднал, пошто бил изнесен на носилка и префрлен во болница. Сепак неговата здравствена состојба по инцидентот е стабилна. Димитар Јакимов заврши како второпласиран во категоријата над 70 килограми во борбата за првото место. Јакимов прокоцка предност од 3:0 против Филип Несторовски, кој во последните моменти од борбата успеа да стигне до победа од 4:3. И двајцата каратисти на Партизан во своите категории од изборното правенство добија виза за настап на Балканското правенство во Бугарија. Информации од спортскиот викенд. Заврши есенската полусезона во женската фудбалска лига, а беа одиграни и редовните кола во другите лиги. И во петиот свој надпревар во рамки на шестото коло од втората македонска кошаркарска лига, Баскет Дино не успеа да ги прокнижи првите бодови во тешката мисија во Тетово против лидерот Те Баскет. Конечен резултат 83:64. Останати резултати од колото: Пелистер Црндрим 88:75, Вардара Павеш Купи 101:81, Бест Борец Баскет 87:52. Надпреварот Михајловски и Радовиш беше одложен, на Тетекс ТТК беше слободен ова коло. На табелата води Те Баскет со 12 бода пред Пелистер со 10 и Борец Баскет со 9 на третата позиција. Баскет Дино е последен 11-то пласиран со 5 бода. Во рамки на М15 кошаркарската лига пак, тимот на Сашко Лазаров беше убедливо поразен на домашен терен од Баскет Кам со резултат 46:99. Девето коло во женската фудбалска лига, двата кочански представника ја заокружија есенската полусезона со победи на домашен терен. Младост Сиднина с Оризари ја совлада Тиверија и Статов со 2:1, додека Кочани го декласираше Ас Юнајтед со 8:0. Останати резултати: Драгон 2014 Борец 12:2, Конзули Речица 7:0 и победа Куманово Топгол 0:2. На челната позиција од табелата ќе презими Драгон 2014 со 27 бода, следен од Кочани со 24 на втората позиција, трете Конзули со 19, Младост Иднина са Оризари четврто пласирана со 15 бода. Седмо коло во втората македонска футсал лига, Бели Кочани Шкендија 4:6, резултатот од надпреварот одигран во спортската сала во Основното училиште Никола Карев. Стрелци на головите за домашната екипа беа Стојчев во 2 наврата и Велков и Лјупчо Коцевски, кои ја затресоа мрежата по еднаш. На листата на стрелци во составот на Бели убедливо води Лјупчо Коцевски со 13 постигнати гола досега, пред Стојчев со 7, Андре Коцевски, Николов и Јованов имаат по 3 погодока. Вестите на Канал 8 завршија. Ви благодариме што бевте со нас. Следете ни на нашата веб страница kanal8.mk. Довидување.